Многу сме блиску до решение. Постигнат е напредок за најголемиот дел од прашањата во спорот со името. Остануваат отворени опсегот на употреба и името за меѓународна употреба, рече премиерот Зоран Заев на денешниот отворен брифинг со медиумите. Владата очекува Македонија да добие кристално чиста препорака од Европската комисија за почнување на преговори. Би кажал само дека не е решен опсегот и не е решено конечно името за меѓународна употреба. Многу сме блиску, кое што би требало да биде и потврдено во делот на идентитетот и во делот на националити и на јазикот. Значи, поприлично мислам дека сме пред решение за овие прашања. Заев кажа дека Грција бара ерга омнес да се однесува и за домашна употреба, додека Македонија на став дека договореното име треба да биде само за меѓународна употреба, затоа што домашната употреба на името нема никакво влијание врз Грција. Да разграничиме што е меѓународна употреба, на што е дома. Но не боли кога поголемиот сосед ќе ни влезе во дневната соба и ќе каже ти ќе се викаш така, сопругата ќе се вика така, тоа е за дома. Секако тоа е едно од нерешените прашања и затоа според поновите грчки ставови, а тоа е барем од која е оваа влада, се бара ерга омнес да биде сватено и плюс за домашна или внатрешна употреба. И државјанството е согласно новото име кое што ќе биде за меѓународна употреба кроз веројатно Македонија. Значи би било веројатно граѓани на Северна, Горна, Вардарска или слично. Тоа што ќе го одлучиме кроз Македонија, веројатно. За грчките забелешки за иредентизам, Заев смета дека треба да се изнајдат формулации, дека немаме територијални претензии, дека немаме намера да ја повредиме границата што не разграничува и дека немаме намера да се мешаме во наследството на Грција, истовремено и тие во нашето наследство. Заев потврди дека референдум ќе има, но се договара дали тој би се одржал пред влезот во НАТО или во Европската Унија. Дали ќе биде пред влезот во НАТО, дали ќе биде пред влезот во Европската Унија, зошто се зависи од контурите на договорот. Вице-премиерот Османи рече дека дуи не се согласува со одржување на референдум бидејќи смета дека на тој начин спорот за името ќе стане дневно политичко прашање и партиите под притисок на дневно политичката борба можат да ги сменат ставовите, а врз нив да влијаат и надворешни фактори.